Почитувани слушатели, во последната година многу чудни работи се случуваат. Ако фатите од 2022 па наваму, почна војна во Русија, после тоа најважен геополитички настане, Дуј падна од власт. Добро. И СДС падна од власт. А еве синоќа за прв пат во историјата Ивица осудија американски председател за кривичко дело. Њујоршкиот суд го прогласи Доналд Џей Трамп за виновен за 34 од 34 обвиненија за фалсификување на бизнис документација, што е прв пат во историјата поранешен американски председател да биде осуден за кривично дело. Освен што е прв американски председател што добил ваква пресуда, тој и првиот председателски кандидат кој е осуден сред кампања за Белата куќа, односно сред изборите. Ако го победи Џо Бајден на изборите во ноември, ќе биде и првиот актуелен американски председател кој е осуден криминалец. Ова е историски... Чекай, тоа нешто прво вчера малце, зашто знаев дека вака ќе се збора копав по тоа работиве и мора да ти кажем дека може ќе ископам некои факти, да почекаме до понеделник, ама треба да идеме длабоко 19 век, тоа е проблемот. Значи, прв у некои 150 години, тоа е лошото. Добро. И тоа е многу лош сигнал за пресудата не му забранува да биде кандидат и да биде на листот. Значи може буквално од затвор да стане председател доколку го однесат во затвор до тогаш. Ова е пресуда во прв степен. Сега следи нормално. Не, ова е пресуда од судиите гилти од поротата. Да, ама во прв степен. И он е прогласен за виновен. Да. Сега иде жалба. Не, сега иде треба да има за судиите да изречат колку која ќе биде казната. Он е сега само прогласен за виновен. Па иде која ќе биде казната. Добро. Од која ќе биде дефинирана казната, после тоа тој може да се жали, но и таа станува и ефективна казна се додека спротивното некоја повисока инстанца не го одлучи, ме разбираш? Така што не е како кај нас. Кај нив правосилноста доаѓа различно. Те осудува поротата за виновен. Добро. И ти си виновен. И сега тука има апелацијски процес кој што му следи, сега сигурно ќе следи. Мислам тоа не се сомнева дека тоа е така. Да, следи, но ова е ти си виновен. Народот одлучи дека си виновен, поротата одлучи дека си виновен. Но вчера еве што се случува во Америка, од вчера имаме и ова не може да се смени, ти понатаму ќе бидеш виновен. Да се кладиме дека денеска ќе биде денот кога тој ќе добие највеќе донации во историја на било кој американски председател. Да се кладиме. Значи денешниот ден запиши 31 мај 2024 година. Ќе влезе во историјата на Америка како ден кога еден председателски кандидат добил највеќе донации за својата кампања. Тоа ќе биде Трамп. Оваа пресуда енергетизира неговата база, создаде чувство кај неговите поддржувачи дека тој е жртва. Интересно, пази, милиардер жртва. Тоа во Америка може само политичка жртва, дека ова е политички монтиран процес. Противниците негови ќе зборуваат дека конечно правдата чукнала на врата и така натаму, дека била спасена демократијата, дека 12 поротници ја спасили американска дипломатија и така натаму. И ова е еден лош ден за Соединетите американски држави, затоа што избори не се решаваат во судница. Тоа ние во Македонија го научивме. Избори се решаваат на бирачки места. Наш гостин ово утро. Секунда. Новинарот и уредник Драган Милосављевиќ. Добро утро. Соло уредник на Заспи, ако можеш. Соло, да. Вакви домакини до сега не се видени. Први си направија малку доабет. Да. Па потоа го представија. Можеме ли да кажеме дека во моментов е уредник распуштеница на да. Ајде пренеси ми искуство, како е чувството така ти да останеш сам. Затоа што реално може и мене да ми се случи кај да е ова. Се случи тебе во некоја различна форма, кај да ми отиде. Не ме оставајте сам, крикнав. Да. Не, ова и некој порив, дај некако да се споиме, од две да направиме една. Да. Или од 2-2.
Јас сум секогаш подготвен Многу за, пари со тоа, за нема што да добри им идеи. правиме. Сега треба ли да ви коментирам за Доналд Трамп или Треба, да, Треба, да. тереј. Кажи Тереј, нешто. Тереј. Па Пашувала ништо, ти од Тейлорс? Да. Добро. Јас сум така старомодер. Ништо, јас го прочитав, ја прочитав изјавата на Доналд Трамп утринава по наше време, кој рече вистинската пресуда ќе ја даде народот на 5 ноември. 5 му се дојде, така. Се друго е празна приказна и претпоставувам дека има вистина во тоа. Не верувам дека постои начин во американското законодавство да се спречи Доналд Трамп да биде кандидат за председател, иако очилки навиваат за тоа. И навистина во ноември народот ќе пресуди дали овие и вакви пресуди влијаат нив. Поставувам дека и не, американците имаат поинаква логика од нашата, поинаква освен што е правосудството поинакво условно кажано и логиката на американскиот народ е поинаква. Ни воопшто не им пречат луѓе кои што имаат одредени пресуди, да речеме. Кој ќе победи на американските избори? ВМРО. Наистина чудно прашање. Целата логика вика дека би требало да победи Доналд Трамп од наједноставна причина, затоа што сметам дека Џозеф Бајден и овие 4 години ги помина релативно слабо, можеби најслабо во поновата историја на Америка. Не знам, претходно ти имаш феноменална меморија, па знаеш и од 1840 што се случувало, меѓутоа реално. Џозеф Бајден, сега ако сме искрени, не е на висината на задачата од едноставна причина што годините страшно влијаат врз него, човекот очигледно има проблем. Ја на тајна се гледа. И додека Доналд Трамп иако е сличен по години, нешто малку помлад, е очигледно витален. малку, Па витален се гледа дека е витален човекот. Иако неговата експресија е таква каква што е, иако е нагол некако, дава изјави кои што збунуваат. Не знали видовте, рече дека тој да бил председател, кога Русија ја нападна Украина, тој ќе ја бомбардирал Москва. Или кога Кина би го нападнала Тајван, тој би го бомбардирал Пекинг. Знаеш, тоа се тие изјави кои што како да каже, влегуваат во сферата на необичното, да не речам научната фантастика, меѓутоа тој е секогаш поготен за такви драматични изјави. Џозеф Бајден е стара школа, кој некој вид на председател, меѓутоа кај него па сосема друг е проблемот и навистина не знам како американците повторно би гласале за него, но на крајот на крајшто тоа е работа на американскиот народ. Сакаат нека прават. Ете ти видиш, демократ како се однесува вистински американофил, ако можам така да кажам. Класичен. Се однесува до второто прашање, како ми е сам, исто е како кога бевме заедно со Горан. Добро, од Трамп и американска демократија одиме на Трамп и Горан, Одиме Тие се Трамп и Горан. Ова е денеска, ова не е веќе еспресо со Златев и Боцевски, ова е сеанса за ментално здравје на новинари со Златев и Боцевски. Да, сеанса за ментално здравје и исправање на нивните оштетени чувства. Да. Значи нема некоја разлика реално, понапорно е, да, делумно, затоа што и самите двајца знаете кога треба еден од вас да биде сам во емисијава, бара поголема концентрација, при тоа сам си ги бркам сега сите гости, сега со Горан таа работа беше поделена, па и околу темите, меѓутоа човек се навикнува. Ќе видиме како ќе види, можеби наредната сезона, ако се продолжи, ќе имам уште еден човек со мене. Не знам, не сме размислували уште на таа тема, затоа што ова некако нагло дојде. Горан веднаш по изборите отиде во други води и нема време се до тоа да го сварам ова, веројатно. Добре, не сакам да верувам во таа димензија дека секој новинар сонува кај да е да си ги спакува парталите. Не И сме. да замине во политика. Да, Види се, Черчил па Горан Мамировски. Така и да, тоа е следот. добро. Черчил бил новинар. Да. Да, Мораме И тоа, ама И тоа многу добар помалку- новинар, бе. Не бил многу успешен. Јадел кјутек по Србија.
Да, има една приказна дека Не, нема добар новинар бил, читан човек дека бил. бил тепан во Белград, Иако доаѓа од врвна аристократија, тој цел живот се издржавал со пишувањето. Не знам дали знаете. Па знам дека аристократ, Да не било пишувањето, он не би имал пари Што е за живот. аристократ? Левото маде, на десната овакво, на левото таму. Тоа не е аристократ. не, тоа. класичен аристократ. Да, класичен. Ја, он е дел таму од фамилијата, ама многу... Ама не е така, се знаеш која е таа фамилија исто. Кој? Меѓу другите, на пример, и Леди Дајана, тоа И е. Освалд Мозли. Значи Спенсерови се На Спенсерови. фашистите главни. Не, ама меѓу највисоката аристократија се таму се. Не е тоа, не се случајни луѓе, со Тоа случајни се има. историски Да, они имали реминисценции, крал на рано времето наутро. Спенсерите. Да. Да. Значи да се вратиме се на Тоа се кажам, Боцевски и доста највеќе со историски реминисценции за поблиското минато на Македонија. Неверојатно како памти човеков. Например, јас не знаев таа информација дека 2002 година Груевски во првата изборна единица изгубил од Бранко Црвенковски со најтежок пораз воопшто во историјата на ВМРО. Да помниш, чисто како пример. 13-4. Да, денеска пак еве веднаш почнавме со историја на Америка и на Британија. Да стигнеме Ајде до видиме. историја на Македонија. Ајде Да, видиме кога нека докаде ќе научат стигнеме. нешто. Имавме вчера еден коментар дека ние сме биле као универзитет. Па тоа е сериозен. Јас сум туторовичен, Хвалоспев. а Ивица е емеритус тука, нема да африканци. Види се. Да се разбере. Добро, значи следната сезона ќе гледаме за спеко можеш. Па се надевам. Па ние како уживатели и корисници на таа услуга бараме да Па лекот и делото, Да. да. Ќе видиме сега, знаеш како, не може Или тој да ќе биде знае. заспи, Веројатно. можеш, или ќе биде не заспивај ако можеш. Некоја Нешто варијанта. за- Ајде да помине оваа сезона, еднашка, се уште трае до средината на Да. јули. Ќе видиме како ќе се развиваат И работите. и ти ќе чекаш да избере лидер по последна летна пауза. Не тоа не е клучно. Да, нам не е Не, тоа. 30 Да. јуни е изборите во СДСМ. Не, мислам дека ова ќе потребе до средината на јули. Па добро, после тоа да ја видиме програмата, платформата на тој лидер. Има ли ова лето репризи, затоа што се сеќавам дека трае вашата летна пауза, вие емитувате репризи, знае луѓе да ми се јават добар беше вечерва, појма немам дека сум бил на А тоа телевизија. било пред 2 месеци. Пред 6 месеци знаело да биде. Па не знам. Не знам, тоа зависи од програмската шема на Алфа, не би се мешал во таа работа. Мене ме интересира ово што го терам во живо. И некој сака да ви кажам, Горан Мировски е подобар гостин за наутро. Зашто јас легнувам исклучително доцна највечер и тешко станувам од во овие рани ама утрински часови, а Горан Мировски сега е навикнат да станува рано, за да Ама оди. имаме друг проблем сега. Ние сега не може да... Тамо тоа треба лично председателката да му дозволи да дое овде. Треба дозвола? Тоа е сериозен систем там. Нема за фраканци. Не види, не И сега слушај, Нема а со формална него ги процес. правевме најгледаните емисии. Да. Шо? Реално, еве, јавно ќе кажам, тој човек ни има нас донесено само преку YouTube реклами во последната година околу 1200-300 евра. Ау. И сега отиде горе и ние нема со кој да ги потпуниме тие views. И сега ќе ни простиш, но ќе пробаме некако да те увалиме тебе Ова како како некаква замена. Види, гледаш ли ово? Мене не ми оди лошо како што знам ова Види емисија. која лирика. Не, капитализам и Види лирика. која лирика ја отпева на шлагерот. И само празнина остана за тебе, нели? Вижде, иако капита- евра е през Капитализам и лирика. Не е малце тоа. Видели која? Значи, Не, ама од друга страна морам да ти кажем една работа. Нешто се случува со Драгче наутро, посебно кој е гостин. Да. Затоа што Јас знам што се е. отвара и добиваме емисија Има- со длабина интелектуално, со Не. аналитика, со Ја ќе ти кажам да. што е. Ја Шо? ќе ти кажам што е. Наутро уште не му е разграничена свеста од подсвеста. Мгм. И Уште- Посвесното излегува. Излегува подсвесното, очигледно има многу јако подсвесно, и тоа прави една синергија со свесно и тоа изгледа феноменално. Први направи мешавина од Джефри Сакс и Шарл Бодлер, а сега нагло... Сега А идам Фройд сега Јунг, нагла Не, Да. Вау. Има, например, има луѓе кои што ако им го извадиш на видели на подсвесното, може свингер парти да ти направат на Сабајле.
Што Али ти е сега- Собајлево сега, дај деца гледаат. Ова трет пат влегуваш. Али има луѓе што ако им го извадиш подсвесното им е многу логично, рационално. Кој знае, Така кој знае. натаму, да. Прашајте нешто сега, вака, многу сте ми лабави некако. Те слушаме него критикуваш изборов на Гаши за председател на собрание и тоа што многу доби албанците во владата. Што е работа? Прво, добро прашање. Прво избор на Гаши е очигледно политичка прагма и ништо повеќе од тоа. Гледам, читам по социјалните мрежи критики, размислувања, трала. Меѓутоа, ништо повеќе од политичка прагма. Едноставно, 4 политички партии на албанците се во коалиција, која што треба да влезе во владина коалиција со ВМРО, ДПМН и веројатно со ЗНАМ, треба да добијат одредени места, меѓу нив едно од трите клучни во државата, тоа е сопранискиот спикер. Го избрале Африм Гаши дека е најдобриот представник, ВМРО, ДПМН очигледно тоа го прифатиле и завршена приказна. Се друго е голо ламентирање во празно. Дали многу на албанците мислам дека е исто така една празна фраза. Дали ќе добијат 5-6 министри, мислам дека 6 министерства треба да добијат заедно со оние се премиерските. Не, мислам дека покажува широчина искрено кај ВМРО, ДПМН, многу ми некачат немаат потреба од такво нешто. Да, немаат потреба. Формално правно немаат потреба, меѓутоа не сакаат ниту да покажат една ароганција и усилие на оној кој што победил и сега треба да се освоја како некаков господар, туку нудат заедница, односно соработка. Тоест, мислам дека сите овие навреди и пропаганди на социјалните мрежи и овие смешни обиди од страна на некои делови на СДСМ се осудени на неуспех затоа што не е така. Особено што кога доаѓа од СДСМ навистина делува гротесно, не знам, би се рекол Садиновска Стојчевска се жали за некакви отставки што им се прават на албанците. Што да кажеме понатаму, мислам секој коментар е излишен. Би требало господата да се занимава со проблемите на СДСМ партија која што во овој момент се соочува со гребење по дното и ако не најдат на вистина мокни ревитализаторски сили внатре во себе, меѓу кои не мислам дека е конкретната господја, долго време ќе стојат. Драган, надвор од како ја местото. коментираш јавната поддршка на Љупчо Златев за кандидатурата на Славјанка Петровска за Принципиелен пристап. Видите, колега Бутовски, принципиелен пристап. Зошто? Па зошто? Затоа што од една страна Златев има еден луциден пристап кон работите, од друга страна тој не ја крие својата критичка расположба кон партијата во која некогаш имал одредени дејанија. Јас сум се уште активен член на СДСМ. Мислам, нема журиран, не сум активен член, но си член. единствената книжка која ја имаме подпишана лично од Бранко Црвенковски. Таа е единствената книжка која јас сум ја имал во живот. Тоа е тоа. Ова сега во срцево носам една роза скина, но помина некој розата втора скина. книжка не планирам да Не имам. планираш да имаш, да. значи. Но познати се твоите ставови повеќе или помалку, претпоставувам дека изборот евентуален на Славјанка е гаранција За успех. дека СДСМ нема да мрдне напред воопшто од Зашо? позицијата во која што е сега. Па, господјата Славјанка, како министер за одбрана и во целото нејзино досегашно политичко функционирање не покажа ама баш ништо. Види се. Ова, знаеш, ова е сега делот, види се, и покрај тоа што не покажа ништо, еве зошто. Да. Дали го гледавте Андреј Петров? Да. Гледа. Еден од оние пристојни ликови во СДСМ според мене. Да, бе, секој од прв ден е омилен на ВМРО за лидер Не на СДС. впечатливи, не Уште впечатливи, од ама времето пристойни. Бранко кој изгуби. Друго Меѓутоа, зборувам, јас не друго впечатливи, зборувам но пристойни изјавата ликови. негова. Тој Да. самиот рече некој од кандидатите за председател на Нели? СДСМ не би требало да бидат ни За местна заедница. за местна заедница. И тоа кажува многу. А сепак не се 250 кандидати, неколку се во игра. И кој ќе кажете дека од неколку, некој од нив, значи, не знам. Славјанка е една жена која сама
патот до таа функција си го изборила од нула, од Добро. негде, без некој да ја потежира, без да биде нечија врска, без да биде, што ти ја знам што. Добро. Една жена која пострадала на тој пат и секогаш останала лојална на партијата. Колку пострадала? Па, така, затоа што Беше министер за одбрана со години, не разбирам како пострадала. се не е за на радио, ама има, реално жената има многу жртва дадена за таа партија. Многу. Добро. Но покажала лојалност кон членовите, покажала лојалност кон социјалдемократската идеологија, покажала лојалност кон партијата. Така што, тоа, јас сосем спротивно, ти велиш дека нема да мрдне СДСМ со Славјанка. Јас сметам дека СДСМ со Славјанка ќе добие значителна тежина како политичка партија во македонскиот политички простор. Како? се газиш на лош терен, Со шо бе? со следната реченица зависи дали ќе се оградам од тебе или не. Не, затоа што ќе има една способна, млада жена Добро. и ќе продолжи тенденцијата на жени во македонската политика. Ние ќе имаме председателка жена и ќе имаме жена лидер на Лидер најголемата на- опозицијска И партија. не заборавај градоначалничка. И градоначалничка на Скопје жена. Да. Значи, Дали знаете, ова е И на Потиски Рачинова, сигурно и знаеш. на Рачинова, да. Дали знаеш дека Ова е- во Мексико две кандидатки Да, за да, председател да, на да, држава? да, Значи, да Многу се интересна разбере. информација. Ке победи овај од време, Морена. време е патриархатот во Македонија малку, ние мажите да се тргнеме Па на јас сум познат страна. феминист, јас немам проблем Значи, со тоа. ние малце да се тргнеме на страна и да речеме, ај сега водете малку да ја видим. Јас како И- познат феминист се согласувам со оваа. И да не им приказ. се мешаме многу. Запиши таму 31 мај 8:26 Драган вели ја како познат феминист. Па, познат Знаеш смисол, кај ми е? затоа што веќе неколку пати јавно истакнувам дека сум феминист. Ти текнува она на Yes Prime Minister, да, премиере емисијата кога Сер Джофри го води состанокот на државните секретари, кај што кажуваат дека жените нели треба да добијат понагласена улога во владењето со Британија и во министерствата. И сите овие викаат да, со исклучок и полека ги исклучуваат од сите можни позиции. И Сер Джофри заклучува вика, иако јас сум вика убеден феминист самиот, сепак викам со тешко срце морам се согласам со оваа политика дека ние ќе ги вклучуваме вика жените во политиката, но со определени ситни разлики. Ситните определени разлики на ситни, 90% од ситуациите, така што Јас не, сега сериозно воопшто не се согласувам со тој пристап, да. и пристап. Напротив, навистина мислам дека жените имаат повеќе да дадат на политичката сцена во Македонија и овој изборот на Гордана Селјановска Довкова е мислам дека многу добар во таа насока, а конкретно за господјата Славјанка не сум сигурен колку е ироничен пристапот на Злате. Целосно. Да, меѓутоа дури и тоа што рече, ако господјата сама напредувала низ хиерархијата на таа партија, Тоа е точно, значи да се разбереме. може да И во докажам. мојот цинизам има Да. нешто точно. Јас Многу сум е го чул точен истото. тој цинизам. Јас сум го читал истото. Сум го читал истото. Меѓутоа, она што е проблем во овој случај, Кај сте го читале ова бе дека? па ете, Кај читате? имаме врски, имаме линкови. Ако е тоа точно, во случајот не зборува добро за партијата, значи кога би било со врски, значи напредок по однос на врски, тоа би било лошо во оној демократски смисол. Разбираш, Боцевски, сигурно. Во демократски смисол, да. Меѓутоа, добро за партијата, затоа што ќе биде дека ете еден член кој што не се покажал, напреднал некако што треба. Ако е обратно, ако таа си напредувала природно, како што многу. се вели, тоа покажува дека во СДСМ буквално во сите тие Филтри. стапки, филтри нема никаков филтер суштински Па нема, и дека да. секој може да си дојде до неверојатни позиции. Објективни сме сега. Па чека, Заев Реално- беше бил лидер на Да. таа партија. сега, Реално, се. јас мислам, мој мислење е субјективно, не морам да се разбира дека да бидам во право и не мора согласат со мене, меѓутоа Вие изјавите на министерката вака, Славјанка чекај, беа- вака, Драгче, кога дојде 2013 година, ја тогаш го ја напуштив мојата матична партија. До 2013 година, кога дојде Заев на лидер, сите вика, овој Зелкарот, овој ќе донел до победа, овој ќе биде овакво, овој појма нема, Азине гав прави и така натаму. И он- И тоа се си остана И така. човекот си беше премиер.
Не беше премиер туку 7 години, никој жив не можеше од власт да ги симне во државата. Значи, немојте да подценувате. Немојте да подценувате. Ајде се вратиме на сериозни теми. Може би Славјанка ќе биде сидорото кој ќе повлече. Да, сигурно. Драгче, ти сепак си од урбаниот скопски асфалт, ако можем така да го кажем. Сега, хиподром колку е... Јас сум од аеродром, од аеродром, веќе кој 25 хиподром години. се Аеродром, не си од аеродром, јас сум од аеродром. Ти си од Ново Лисич. Сега види. Ао, какви сегрегации по пат на просторно планирање во Скопје. Орбитира Просторизам. орбитира во триаголникот Ѓорче хиподром Ново Лисиче. И сега ние и тоа бил урбан Скопјанин. А Визбегово? Мислам, значи, А и Визбегово? Визбегово иде на работа, Визбегово е таа триаголник. Во центар? Све што не е Скопје, триаголник. Слушај, Како да ви објаснам? Во директор- центар оди еднаш месечно. И со директорот Славниот Југоисток. Кај Заев што го спомнавме. Добро. Во центар оди еднаш месечно и тогаш вика идам во град. Да. Така. И сега тука Сега прашањето може. вика Ајде, Златев, ти си од Кавадарци, не си од аеродром. Види, јас не сум од Кавадарци, јас сум од Глишич. Да се разбереме. Јас Знаеш сум ли од- што е глишиш, бе, сега ја научив. Знаеш ли Никој што е- наслаба не, нема не, појма. знаеш ли што е глишиш за Кавадарци? Не знам. Па тоа што е водно за Скопје. И не е баш така, Глишич. е Добро, едно селце. Тафталиџе. Не е ни Тафталиџе. Добро, ајде Еве, да сега запреме кога со... сме кај сум јас сум Да расположеме. потекло, мојот татко од село Кесендре, тоа е. Кесендре? Да. Тој е Касандра, тој е Александар Па, нешто. да, имаме нешто античко во нас и веројатно ќе бидам првиот од тоа село што потекнува, што до сега сум првиот од тоа село што земал диплома у Англија, што дипломирал во Велика Британија. Сакам да бидам првиот што ќе влезе у големата масонска ложа Домот на лордовите. Да, и веројатно првиот од тоа село што влегол у House of Lords. Сега, мене ми е Тоа ќе зборува многу исто така и за британската понова историја. Тоа ќе покаже многу за Британија во Да се последно разбере. време. Имаат и премиерот Сунак и ој на Лондон, Па зашто ја да началникот. не можам Зашто да не може? да бидам у Кам, House така of беше. Lords. Да. Да. У еден момент забележа дека и на Република Ирска, Да, само да. во Северна Ирска имаше премиер. Така. Автохтон. Само никнат, нели што би се Да. рекло, Шкотска, Велс, Британија, Лондон, Добро, ама Република тоа Ирска. е па реалноста таму. Ако да, Не бе тоа е реално. Како не е Над реалноста? 6% се англичани во Ама Англија. добро. Какви бе 60 на 90 и кусур посто се немојте вие се со бројки ко еден наш Не, бе, другар не, не. и чест гостин 6% да се експериментирате. англичани. Повели но, со не, прашањето за Англија, господине види. Боцевски. Значи, прашањето е следно за тебе. Прашањето е во тој урбан дел кај што ти се движиш и културолошки и зборуваме за ликови Така излегуваш и така објасни му натаму. на Златев. Значи се кршат изборите во Македонија. Значи една таква сред Скопје, посебно еве тој дол, знае да одлучи кога ќе прекрши на една или на друга страна. Гледаш ли потенцијал дека некој кој што само некој од нив, кој што само пред 7 години сепак гласа за 73. СДСМ, Ивица, меѓу мене и Да. тебе е бројката. Да. 73% се Чекај, англичани чекај. во Англија. Добро. И ќе гласа за СДСМ повторно. Ова е најкомплицирано прашање што си го поставил не сега, него Типа- генерално. Мгм. СДСМ се уште има голем број на симпатизери во смисол луѓе кои што сакаат да веруваат. Мгм. Дека СДСМ и понатаму е онаа партија за која што некогаш тие го давале својот глас. Партија која што, тој е твојот израз, стожарно се поставувала, партија која што на ваков или онаков начин играла историска улога, што можела да биде и позитивна. И Да. многу луѓе, не само во урбаниот дел, најурбаниот дел на државата, туку кај многу генерално. луѓе тоа чувство во најмала рака, макар и прикриено, постои. Сакаш да кажеш некојаш гласале за СДСМ. Тоа стои. Проблемот е што во овие 7 години СДСМ ги урна сите мостови меѓу себе и граѓанинот. Буквално ги меѓу себе и испонижи. реалност. И реално, ги понижија македонците, ја понижија државата,
понижи ја се што можеше да се поножи. Буквално ги натера и најтврдогорните поддржувачи да застанат да држат тама што прават овие луѓе. Спасо те во, поспоред мене, повторно, никој не ме прашал, ама еве, си разговараме одека е во ревитализација преку прво деконструкција на ова раководство, апсолутна деконструкција, кога, значи не мислам дека Димитар Ковачевски ако си оди уште двајца со него, приказам дека завачи туку апсолутно исфрлање на целата таа По наративот ти ми делуеш како да си за Јово Деспотовски, онова го промовира. Не. Види, наративот на Јово не е лош. Сега Јово може да го спориме количност, ваков, таков, онако. Не навлегувам во начинот на кој што он го персоналните крои идеи, да. тоа е СДСМ како што треба да биде. Сега, да бидем искрени. Значи нив им треба тотално бесплатни совети пак даме, да, реидеологизирање. Значи им треба нешто што ќе ги врати од забеганоста во која што замина. Требам ја. Златев, не знам. СДСМ си дозволи да му биде срам од името Македонија, од името македонец. СДСМ си дозволи да биде втора и прислужничка партија во владата во која што номинално беше главна. СДСМ си дозволи да потпишуваме договори со соседите кои што се од сите аспекти понижувачки. СДСМ си дозволи да не преземе ништо во ниедна област корисно. Значи овие 7 години, јас мислев дека последните години од владењето на Груевски се нешто што е недостижно по лошо. Моје мислење, не мора да согласите со мене, меѓутоа пред се тука мислев на тој некој авторитарен пристап и кон медиумите, и кон противниците. Ова што го направи СДСМ, како да ви кажам, предизвика кај луѓето времето на Груевски да го сметаат за совршено. Златно време на Перик. Па именно, Перикле, баш така. Драган, тука треба негде да направиме пауза. Ма не. Да, па више само што загреавме, чекај. Па јас уште не ни почнав. Поише од пола саат зборуваме. Треба да направиме кратка пауза, почитувани слушатели, останете со нас и немојте да го забравите селото од кое потекнувате. Затоа што сите сте многу урбани, сите сте многу граѓани, сите сте овакво, но сите имате потекло од некое изумрено село, како моево што го спомнав. Не го заборавајте затоа што еден ден кој ќе постапокалиптично ќе мора негде да се вратиме сите. А ние што потекнуваме од Егејска Македонија, каде да се вратиме, прашува еден слушател. Видете, пред да дојде нели таа голема апокалипса на урбаното живење, значи најверојатно ние ќе бидеме веќе дел од Европската унија и тоа значи ќе немаме граници со Грција, така што и вие ќе може да се вратите. Јас искористам прилика да си го поздравам кумот Столе Велковски, кој што од некоја причина исто така станал наутро и исто познат пак како мене и вели дека претерувам со појавување по медиуми, ме има цело време. Ма не. Да, но вели дека емисијава е интересна, забавна. Не, види, освен кај нас ретко те гледаат, понекогаш што само вистина во ваква ситуација. бев и на здрава Македонија, па тоа. Во друштво на исклучително убави водителки и гости. Добра, ама тоа е друго. Ние со Вера Мештерови сега да бидеме вака искрени, да. Да. Тука не ни треба да може. Тука се разоружуваме. Мора да кажеме, но знаеш за неговиот план? Не знам. Да ме откачи да има утринско еспресо со Златев и Мештерович. Па сега јас. Види се, тоа е тоа. Би рекол дека идејата е добра. Да, не би рекол да. Бозески, ти си наистина ерудит, ова го кажам со цело срце, човек кој што навистина знае и секогаш си интересен, меѓутоа кога е во прашање естетиката, да. Нема што да разговараме. Тука јас нема. за себе го кажувам. Нема. Меѓутоа види, кај тебе има друг аспект, мислам. Интелигенцијата е исто така привлечна. Така, пофалиме. Војводо, Сердаре, секако што треба. Ние сме едно сериозно друштво тука на љубители на меѓусебна и само пофалба. Давајте прашања. Но мора да бидем искрени и на жестока самокритика. И критика апсолутно. да, ја преднечам у таа работа.
Ја морам да кажам дека Да. јас сум Па велат дека човек што не знае сам себе да се искритикува, има проблем. Има проблеме со собом. Јас знам и да се вреѓам сам себе си. Добро, види Драган, Драган, најдеме Дуи. не бе Дуи, чекай малку. Остави го Дуи. Дуи више не е интересно, вчера, завчера го зборевме Дуи. Нека почнат да се карат. Но мислам ќе отидам и на Дуи, но друго ме интересира. Кога планираш ти да почнеш ВМРО да го критикуваш? Ради тоа што имаме сега ваква ситуација. Уште нема правено влада, нема дајно кадровски имиња, они веќе има одредена критика кон нив, има веќе една, како да кажам, па вака дале, така натаму, сега ќе дојат кадровски решенија, но будното око на македонската објективна журналистика мора да следи што ќе прави едната влада и мора да биде критичен. Да. Сега е сериозен. Исто Сега е како сериозно, беше и со претходната влада. Вака. За да не ни се деси Зоран Заев. И мора да кажем, еве, Прашањето ние е- имавме, ние веќе отворивме во емисија, тоа што Љупчо отвори. Недолава имаше, например, една многу длабока и жестока критика на епизодата со Венецот, со председателката. Да, навистина? Да. Љупчо излезе во емисијава и кажа дека тоа било грешка. Еве да речем и Венец вам е погрешен. Да. Да. Мислам сега делува малце морбидно, нели, зборуваме за Венец, ама Добро, но тоа не е да, на политички- погреб сега. Да, добро. да, Да се разбереме, да. нека вака да слуша, да не знае, ке рече што се десило, кој умрел. Кири методи пред 1200 години. Што е ова на мртав си? Пред 1200 години. Значи, прашањето на Златев е двослојно практично. Едното е покомплексно, другото е едноставно. А да почнем со едноставното. Ајде. Критика ќе следува секогаш кога ќе сметам дека владата во најава прави нешто погрешно. Види, ја работев 3 години у Сител и ние еднаш не го сметавме тоа. Овдека грохотом сум се насмеал и после тоа молк. Значи, да, апсолутно. Критиката е нужна, неминовна, потребна и апсолутно треба да следи за секој погрешен чекон. ВМРО ДПМН е презема на себе сериозни обрски. Има сериозно мнозинство, што значи сериозна Има одговорност. сериозно мнозинство, има огромна одговорност кон целиот народ, кон сите заедници и ВМРО ДПМН ќе му се брои и ќе му се гледа се. Буквално се. А зашто не? Да, Така именно. треба, нели? Значи, апсолутно се согласуваме и во тој смисол мојот пристап е тој. Јас всушност уживам во улогата на опозиција, на критички Адвокат на расположен ѓаволот. новинар, да. А вториот дел од прашањето кој што го сметам за покомплексен е следното. Значи ти најавуваш дека ќе бидеш и понатаму опозицијски новинар. Да. Значи ќе треба да работиме заедно со Славјанка. А да, не. Мислам дека не. Добро, Затоа што не тоа значи е нудна поддршка за опозицијата, Тоа е се пристапување кон политичко некое гледиште. Да. Не, јас и досега не мислам дека сум застапал некое политичко гледиште. Јас бев и деве со Горан заедно сите овие години критички расположен кон лоши, екстремно лоши политики на власт. И уште една работа многу важна, власт која што не сакаше да соработува со Алфа телевизија, конкретно со мене и со мојата емисија, што беше погубно. ВМРО ДПМН тоа не го прави. Добро е што ви издржавте. Имено. Затоа што види тоа таква една тешка, како да ја наречам, бојкот фактички тоа. Бојкот класичен. И тоа во времење кога беа па апсолутна власт, па тоа да се Иако тоа разбереме. еве нагло почна да се менува, што мене ми се допаѓа, но сакам да се вратам на вториот дел од прашањето. Многу луѓе во нашава фела би рекол, кои што се изразито пролево расположени, од секогаш биле и имаат големи симпатии кон таа страна, просто заради фактите, због чињеница, не можеа да продолжат да ги бранат политиките на досегашната власт. Не можеа, немаше начин. Например, еве, кого го виде така во таа улога? Па нема сега да персонализирам. Добро, окей. И ме Разбрав. останаа само неколкумина кои што до крај продолжија да бранат нешто што е неодбранливо. Буквално неколку лица И сега продолжуваат. и сега продолжуваат, меѓутоа тоа се ликови кои што ги прегазило времето, објективно, Ти со 500 евра можеш да ги купиме ние утре. Ако ама нема вредност, нема вредност да, во тоа. не вреди 500 евра. Меѓутоа,
затоа велам такова покомплисно прашање. Повредил кафана да ги даде. Сметам дека има луѓе во невладиниот сектор, луѓе во новинарството и јавни фаци условно кажано, кои што мораат да молчат затоа што не можеат да прават ништо што не брани. Но кон ВМРО ДПМН од секогаш биле скептични, од секогаш биле негативно расположени и тие од првиот ден започнуваат веднаш со пројавување на критика, дали умесно, дали не, тоа ќе видиме понатаму и тие буквално на ВМРО ДПМН ќе му бројат се. Од прашање дали чашата е буквално правилно поставена до најважни проблеми на државата. Не велам дека не е легитимно. Сакам да кажам напротив дека очекувам тој дел од јавноста сега многу брзо да се ревитализира за разлика од партијата и многу брзо да започне со оно што во принципи знае да го прави. Да критикува. Да критикува, се надевам со факти, со докази, со логика, а не со критика само заради критика. Само затоа што некој не се допаѓа. Ама види, критизерството, како да кажам, народот веднаш го препозна. Тука доаѓам до клучната работа. Ние понекогаш си придаваме и повеќе значење колку што реално го имаме. Да, медиумите се екстремно важни, да, медиумите насочуваат, да, медиумите како некаков коректив на власта вршат влијание и врз граѓаните, но не можете во 2024 година и понатаму да ги убедувате во луѓето во нешто што е надвор од реалноста, нешто што не е вистина и да ви поверуваат во голем број. Секогаш ќе има некој што ќе поверува, но не масовно. Ја сакам да разговарам со гледач на нашата емисија што ќе ми поверува мене дека Славјанка е добар лидер на СДСМ. Сакам си направам муабет со човекот. Па, ќе се најде можеби некој, меѓутоа реално луѓето сваќаат веднаш зашто се работи. И тоа е Види, тоа. Драган, ние во македонските медиуми имаме проблем. Сега ќе ви кажам една многу интересна работа која ја увидов со колегите од соседството. За соседството зборувам тука за Србија и за Бугарија. Добро? Да не идеме подалеку. Значи два народи кои се прилично, нели, и јазично и културолошки секако блиски со нас. Така е. И таму има хиперпродукција на портали како што има кај нас, но во оние кои се најголемите портали, знаете, оние кои се најпопуларни кои ќе ги отвориш, во секој од нив, освен што работат новинари, следете ме, работат и лектори. Да. Во секоја телевизија во Србија работат лектори, не еден лектор, работат лектори. Секој прилог се лекторира. Ние во Македонија, освен во веснициве, и тоа само во дел од нив, немаме лектор на ниту еден портал, зборувам на овие најсериозните, немаме лектор во ниту една национална телевизија, не постои такво нешто. Си сретнал негде ти, Драган? Мислам дека има лектор, не. Кај у која телевизија има лектор? Нема. Нема во ниту еден портал, ниту една телевизија, во ниту едно радио. Ние веќе не го негуваме ни нашиот јазик. Квалитетот на нашиот контент, квалитетот на нашата програма е таков што, ја тоа го експериментирам периодот, буквално вести напишани од вештачка интелигенција луѓето не можат да ги препознаат. Да. Затоа што им звучат поинтелигентно дури од оние кои се напишани од човек. Само ќе ти кажам уште една работа, тука сме обединети како нација затоа што исто е и на медиумите на албански јазик. Да, нема разлика. Значи тука нема разлика. ова не е национална карактеристика за државност. Значи, вие што е срамота. Замислете, зборуваме ние сите за квалитет, за критика кон власта, за медиумски слободи, милионски буџети се изфрла од маркетинг до диджитал маркетинг, преку она како се вика проекти за развој на слобода, лажи вести, факт чекинзи, се и шешто, милионски буџети од ЗНМ преку Обединети нации, амерички амбасади, швајцарски фондови,
шведски фондови, Знаеш што е што тажно? ти ја знам. Ги А разбирам ние поетите. немаме лектори. Знаеш што е важно во целата Хеј. приказна? Упропастени се, испуштени се стандарди кои што некогаш постоеле. Да. Вие надвор од Македонија стандардите кои што биле поставени само се надградуваат. Дали Точно. лидер има лектор? Нема, ви кажам. Почнем Во од себе. Македонија стандардите кои што биле утврдени пред многу Немаме години. буџет. Да. Значи, кои што биле утврдени пред многу години, потоа предпоставувам врз основа на она логика на приватникот, ај кој ќе фрла пари за глупости, Така е. почнале да се спуштаат, тоа го прифатиле уредници, директори и така натаму и едноставно сега влегуваме во не сега туку, веќе некое време сме влезени во оваа состојба која што е стварно како навистина како што ја објасни Љупчо, да, така е. Меѓутоа тука се виновни и објективни и субјективни околности. Кој што мислам дека е малку и непотребно Знаеш, да ама не е ги доволно. експлоатираме Знаеш сега. како? Во светот никој не ги анализира објективните и субјективните околности. Добро Ку сега. се пристапува кон решавање на проблемот. Така е, така. Како се пристапува кон решавање на проблемот? Ние имаме во моментов, во изминатите 10 години, помалку од 20 луѓе имаат дипломирано македонски јазик и книжевност. Се ми јавува, замисли, ова е сега ме шокира. Преш. Не, ова ме шокираше ова информација околу овој муабет. Ајде. Значи, институцијата која што може би треба да добие една од најголемите награди за негување на литературниот македонски јазик сите овие години, Македонско радио во моментов нема лектор. Ни Македонско радио нема лектор. Македонско радио, пази, замисли која беше улогата на Македонското радио од неговото основање до денес Кај во описмени оваа во нација. описменување на оваа нација. Но тоа Македонско радио нема лектор. Па ова ја не знам како да го речам. Знаете, лудо е ова. Страшно. Лудо е ова. Овој пат на стандарди во медиумите е луд и најако од се е што никој не интересира, сите си седат по панели, дискутираат за иднината, дискутираат за глобалните трендови Македонија во нив, дискутираат за како се вика, за Вештачка интелигенција. За вештачка интелигенција. А ние немаме лектор, луѓе. Ние немаме продукцијски капацитет да продуцираме ниско буџетна информативна емисија во земјава. Ние шо ни се нас емисии, сега критика и кон нас, и кон тебе, и кон сите телевизии, си седнали и си прават муабет. Да. Знаеш, немаме ирало нешто проба, зема грдни пари за тоа. Океј, направија. Да, ама треба да го направат сега одржлив се, да најдат Знаеш, пари. Луѓе, И неодамна тоа е се тоа. воведе, неодамна медиумите, зборувам за овие, како се викаат, медиумите на социјалните мрежи што се поврзани, онлайн медиумите, не ми текнуваше зборот, започнаа со посериозно ставање на фотографии со потпис. Ние до неодамна имавме ситуација во која што секој кладеше фотографии. Кој уште е тази? Добро, сега во последно време гледам. Се бараат оригиналниот линк или права така што се задржани и така натаму. Значи, крадење на текстови едни од други, тоа е одамна нешто нормално. Крадење на информации едни од други, нешто нормално. Можеме да одиме до безкрај во тој правец, меѓутоа, ајде да ги змараме вашите гледачи, слушатели со тоа. Интересен ми е некој Борче Бочински вели напред гаши, водителот се плаши да ја каже вистината. Ајде, А не знам, наистина не што знам. треба да кажеме, Лјупчо, што сака да каже Чорков? Вајдем, зашо водителов не критикува Гаши што го стаиле? Не. И Богдан, Бетмен има некаква изјава. Кому му пречи јак богат, освен на Љупчо. Ова не го разбирам. Не ми пречи мене, па демек затоа сум за Славјанка. Кому му пречи јак богат? Добро, поздрав за Бетмен. Кому му пречи јак богат? Во кој правец цитираме емисијата понатаму, многу ме интересира. Не, ајде ова. Заклетва на два јазици. Да. Прво... Дали еве ти си припадник на мањина во Македонија? Дали еве ти ако На станеш... мањина. Погодио ми реч. Види, Па немаме запослено лектор се, што да правам? види со почиста па сака да каже. Да. Значи, дали еве ти ако станеш утре премиер, председател, не дај Боже ќе си расториш и фамилија и све како ќе работиш. Овде, ова е порака, немој да одиш на функција, Да. ќе си расториш фамилија, ќе... Значи, не Добро. дај Боже таа работа. Дали ти ќе се заколнеш на српски па на македонски?
Добро, прашањето ти е малку... Иако србите у Македонија не знаат српски, или добро? Добро, овој срби знаат. Овој срби знаат. Знаат српски колку ние што знаеме. Од прилика, мање више. Ботевски, Што? и кажете нешто на нова прозивка. Нова А провокација. ја можам да кажам дека од кога умре прадедо ми, во моја фамилија никој не скршил збор на српски. Има логика. Значи, сега, не, ама види, тоа не значи што има семејства во Македонија кои што зборуваат Апсолутно. српски секој ден. Има генерали од генерација уште не научија македонски 50. На пример што е обратен процес, да. Но види, сега пази се. Има и македонци. Околу јазикот. Да. Да не е овако. Хипотетички прашања типот што би било, кога би било, не може да одговарам зашто едноставно не е баш на логично додека не се случи. А да се случи е нели малку веројатно. А што се однесува до Гаши, принципиелно мислам дека немаше потреба да го направи тоа. Принципиелно. Од друга страна, по словото на законот, прашував луѓе, има право. Законот е таков и вели дека има право да се обрати на својот Дали матичен законот јазик и е да го важнички? користи. Да. Јасно. И тука сега завршува секоја дебата на таа тема. Има право. Зошто е направен така законот? Кој тоа го изгласал? На каков начин тоа можеме да дебатираме, но дека имал право. И тука што понатаму да зберувам? И ако е тоа некој гест кој што на Гаши ќе му задоволи одредена света, а од друга страна тој добро ќе си ја врши работата, како прв меѓу еднаквите во собранието, тогаш во ред. Нека врши добро работата, па Не мора да е света на крат на грешта заклетва и личен чин. нека една ја емотивна задоволува црта, неговата интимна потреба, може Ете, така. така поубаво, да Да, кажем. но ако ја врши својата работа, добро. За оној мери систем толку многу што се пренавиме. Ако стварно го работи тоа што го работи како што треба, Имаше супер. еден гостин од Левица овде што тој Мерит систем го нарекуваше Меридит. Меридит. Да, Меридит систем, ја после дур да сватам што е. Заврши Ја мисија. мислам дека е Меридит. нешто Добро, и сосем тоа е друго. проблем. Да. И тоа е проблем. Мене ме ужаснува. Не знам дали знаете. Неодамна гледав кај Трендо, почет за Трендо, некакво видео од Горан Стефановски. Некоја изјава претпоставам за ТВ Скопје А, на клупа кај што седи. 79-та или 80-та година. Значи пред 40 и кусур години. Да го слушнете речникот на Горан Стефановски. Тоа е друг јазик. Да, тој е друг јазик. Начинот на изговор, едноставноста, мекоста, квалитетот, ние не може да го постигнеме сега. Објективно не Небе, може. ние сме сега кочијаши, уличари, нашиот јазик вака сега. И тоа ние Ова- се обидуваме да ова- бидеме. Ама чекај, ама пази, знаеш што е поинтересното? Сленгот скопски тогаш беше многу поволкан и посрбизиран од актуелниот скопски сленг. И без разлика на тоа, Без разлика на во тоа, јавниот дискурс се си беше сосема како што поинакво, треба. да. Сега ќе ви Сега кажам, значи сега дека обратно. државата многу вложувала во Да. тоа. Системот многу вложувал и луѓето кои што Абе, имале прилика да бидат на сцената, морале да бидат такви. имаш на YouTube има некој канал Старо Скопје, Стара Македонија, има прилози од времето на СФРС, да изборуваме 70-ти, 80-ти, од македонска радио телевизија. Од легендарната Бранка Станковска до Димче, како се викаше, Да, и така натаму, сите можеш да ги слушаш. И ќе ти кажам една работа. Тие спикери, споредено со ова сега што се гледа. Совршен акцент, совршен израз. Значи, никогаш не употребување на, секогаш употребуваат литературен јазик, се што зборуваате, Чисто. стандардизирано, чисто и јасно. За разлика од сега ова по телевизиите, ти у линк збори новинар и вика, ево, очекуваме сега да искочат од средбата Да, и ти го да. гледаш вака и викаш селјачино една, како да ти објаснам? прибери се, да. Што да ти кажам? И јас сум проблематичен. Добро, и јас грешам. што сакам да кажам дека критичен ова сум кон себе. емисија не е исклучок. Не, Барем во овој момент сега. Не. Ние користиме овдека србизми и сленгови на тони. Добро. Се согласуваме дека начинот работи и дека треба да се поправат. Според Дали закон за употреба на Елка Јачева Улчар, поздрав до професорката. Поздрав и од мене. Според законот за употреба на македонскиот јазик од февруари 2024 година задолжително е вработување лектор во државните институции и медиумите.
Додека не профункционира казнувањето, веројатно ништо од законот. Поздрав професорке, во право сте. Како и за Не, се ама случаи. ај сега да ви кажем уште една работа која што добро, не ја гледате како новинари и не треба да ја гледате, додуше. Администрацијата се сведува на надправ по пишување. Тоа е администрација. Дури и бизнес администрација надправ по добро пишување. За жал, во македонското МНР имаме и врвни писатели, ако можем така да кажем. Не писатели вистински, која пишува, може да му го земеш дописот, да го објавиш како литературно дело. Меѓутоа, за жал, имаме ситуација каде што не е јасно што сакал Да каже писател. да каже писател, да. Така. И види, и значи ситуацијата не е само во медиумите. И се пази. Па тие што имаат напишено поише од Јас го издвоив МНР затоа што таму е малку по-тешко искуство. Меѓутоа, од она што го слушаме, финансискиот сектор исто се. У финансискиот сектор прават презентации и така натаму, и таму се прават некои извештаи. Пази, некој губи пари, затоа што некој не знае да напише што е проблемот. Значи, Проблемот не е само медиумите, квалитетот на јазикот во медиумите. Во многу аспекти тука ќе се согласиме, но и тоа е претпоставувам резултат на нерешавањето на други и потешки проблеми. Да, ама знаеш што? Ова што на никој не сака да го види е дека поради падот на квалитетот на сите овие работи, ние ќе исчезнеме како нација. Затоа што стожерот на нацијата е токму ова. Нацијата ја држи јазикот, што Америка етникот, од милион места луѓе има таму. Ја држи еден јазик, ја држат институциите, и ја држи заедничката култура. Ние во сите три овие работи, во сите три сегменти кои ги спомнав, Потфрламе апсолутно, да. деградираме, потфрламе. Токму затоа не е македонски ти сега да излезеш некаков примитивен национализам да шириш. Македонскиот јазик да еволуира и македонскиот јазик да се збогатува, а не да станува попримитивен, да прима што е можно повеќе зборови од други места и така натаму. Нашата нација ја одржуваат овие работи и ние не сваќаме дека ја губиме нацијата губејќи го ова и занимавајќи се со глупости. Тоа е барем некое моje лично видување, се не знам, може би сум претерано емотивен за овие работи. Јас немам коментар некој дополнителен. Да, така е. Беше јако, да, така. Па сега што понатаму, да. Како беше? Радио Лидер бара лектор, ако сака некој нека се пријави слободно. Пишете ми Мала на Facebook. надокнада. Не е мало. Како беше она што Дај ми кажа, добра вика, ако е така, така е. Најпознатиот слоган во историјата на македонските избори. Ако е така, така е. Да, што сака да каже писателот, да. Златев, Ако е време за крај, а време е, да. неколку пати се прозевнавте, колега. да мене тоа ми Навистина забележува дека многу сум зевал. Ја викам, Бујрум, вие правите емисија у 8 сабајли, да ве видам не зевајте. Тоа го може Ивица Боцевски. Стани во 5. Станувам во 5. Навечер имам обавези до доцна во ноќта. Па и ја ги имам тие обврски, ама знаеш мен кој ги немаш ти. Ти стануеш у 5. Ама легнам у Учкуеш, трчаш доводно 3 пати и назад, се враќаш, се стасираш и доаѓаш на работа по. Западен принцип користи Боцевски, веројатно. Значи, да. јас евроатлантски, како беше? Евроатлантски. Јас сум сепак исти европијан, јас сум заглавен во други работи. Мене уште не ми испарело пивото од синок. За таа работа да им препорачаме на гледачите и слушателите, има една кратка расказ на таа тема Момо Капор. Да. Шта ради истока, шта ради запад, што прави истока, што прави запад на Сабајле, прилично веселе. Може да се го прочитате. Еве, имаме од Македонско радио реакција. Македонско радио ниту една вест не пушта без да ја види лектор, но има само 2 и тоа е премалку. И па што не вработат поише? Нема бре, човек, никој не завршува тоа, како не е така дека не завршува. 2 студенти имаше, еден валјда се откажал. Значи, како да ти објаснам?
Двајца биле, едниот се откажал, а вториот не е способен да го совлада материјалот. Абе, шо ќе совлада ти? Значи, на еден цела држава, на тој ли ќе чекаме сега? Укина партиципација, пак никој не се запишува на македонски јазик. Луѓе, во навигација работат луѓе што немаат појма од авиација, не ме зафркавајте. Ја користам термини погрешни, да. да. Сега во авиација сите сакаат да работат во МАНАВ, кој лектор ќе биде сега. Ма не лектор. Значи, одам, ја ставивме во опасност целата европска Кога се тепави дуи меѓу себе. Луѓе, што разговараме ние? Значи, ние имаме системски проблеми, ние ќе бидеме во, ајде да не кажам години и години ќе се бориме со враќање на тоа што сме го имале, а камо ли додиме напред. Но добро, да се бориме, што да правиме друго? Почитувани слушатели, ова беше едно од оние се е за никаде емисии. Не скаш збори се е за никаде. Има една ронка оптимизам. За жал, некој ја изеде.